Живееме во модерно општество каде што нашите градови се пред се една лоша животна средина само по себе, така што туристите гледаат во тие кратки временски рокови кога се некаде на слободно време да ги искористат во чиста животна средина. Така што кога одат и гледаат дека има тука нелегално фрлен отпад што го загрозува прво нивното здравје, но го загрозува и биодиверзитетот и животинскиот свет, по само по себе никој не би посакал да биде во таква средина која полоши од таа од каде што доаѓаат. Може да го наведеме примерот во колку тоа пари чини. Може да наведеме тужбата која минатата година ја поднесе Европската комисија против Грција баш поради овие нелегални депони, посебно во крайбрежјата кои што истекуваат и во морето, при што ги тужеше да плаќаат по 70.000 евра дневно. Значи тоа се веќе суми на пари изгразени во бројки, но она што најмногу боли е можноста колку може всушност да се заработи. Сега ние на жалост во Македонија место да зборуваме која стратегија треба да употребиме за да се зголеми туристичката понуда, тоа што е тренд во европските предсеземји, ние уште зборуваме за расчистување на дивите депонии. Таа стратегија која што исто ние предлагаме во наредниот период ќе залагаме да се имплементира, така наречената Zero Waste или нула отпад стратегија во туризмот. Според некои проценки 63% од туристите, посебно од овие европските и американските од Америка, дестинацијата бират во однос на тоа колку е помалку штетна или е добра за животната средина во која тие ќе престојуваат. Тоа е една одлична можност бидејќи Македонија навистина на се уште чиста животна средина да ја заштитиме преку оваа стратегија.